Добар ден, почитувани. Ја следите на новата Телма амбуланта. Зголемените вредности на дедимерите можат ли да бидат знак за зголемен ризик од тромбоза, особено кај трудниците и жените со историја на спонтани абортуси? Како се следат овие параметри и кога е време за терапија? Кои се чекорите со кои што би можела да се спречи опасноста од прекинот на бременоста? На оваа тема денеска разговараме со професор доктор Емилија Велкова, специјалист по трансфузиона медицина. Разговорот ќе го проследите веднаш по рекламите, а ќе имате можност да поставите и прашање во програма. Останете на Телма. Во денешната Телма амбуланта зборуваме за дедимерите. Што ти е говорот за крвта во текот на бременоста? Ова прашање ќе го упатиме на професор доктор Емилија Велкова, специјалист по трансфузиона медицина од Институтот за трансфузиона медицина во Скопје. Професорке, добар ден. Добар ден. Пред се да ви се заблагодарам на поканата и да ги поздравам гледачите. Се надевам дека во текот на емисијата ќе ги добијат одговорите кои што најчесто се поставувани впрочем. Професорке, за дедимерите слушнавме за време на пандемијата, но што точно представуваат тие и кое е нивното значење во медицината? За да дојдеме до дедимерите, ајде да објасниме од почеток дека згрушувањето, они се поврзани, нели сите ги поврзуваат со тромбоза и со згрушување на крвта. Сакам да објаснам дека згрушувањето на крвта е секојдневие, кој што се случува во организмот постојано во нашиот организам, за да не искрвариме од микротрауми кои што се нели нормални. И постои еден баланс помеѓу згрушувањето на крвта и разложувањето на тие згручувања, да ги кажеме, или коагулуми кои што се создаваат во организмот, така да има една хомеостаза. При тоа разлагање на овие тромби, односно фибриногенот, се создаваат фибрин деградациони продукти или така наречени дедимери. Сега тие дедимери може да имаат различни вредности во различни ситуации. Кои се нормалните вредности на дедимерите, кога всушност сметате дека состојбата е алармантна? Нормалните вредности секако зависат од апаратурата со која што се работат. Јас ќе земам пример во мојата институција, каде што работам. Значи, они се на 500, некаде околу 500 на милилитар. Тоа е една апроксимативна горна граница. Ниту треба да бидат да се исплашат кога се под нормалната граница, да мислат дека кој нешто се случува, ниту ако се над 500. 500 се земени, значи зависат од возраста, зависат од состојбата. Нормални се, да кажеме, кај возрастни луѓе од 75 години, нормални се да бидат и 750 и 800. Значи, нормално е многу еден широк појам. Зависат од многу нешта покрај, нели, здравието, кое што е најбитно кај човекот. Дали зголемените дедимери секогаш значат присуство на тромб во организмот? Не. Значи, дедимерите, всушност според литературата, имаат негативна предиктивна вредност. Што тоа значи? И на студентите им објаснувам. Негативна предиктивна вредност значи дека кога се нормални нема тромбоза. Меѓутоа, кога се покачени, они се покачени во многу различни состојби. Едноставно, покачени се во текот на бременоста и тоа е физиолошки. Покачени се при инфект, покачени сте, дури ако имате извадено зап се покачени. Секаде каде што се создава едно мало коагулумче, они се покачени. Покачени се да си сечете. Секако не значи дека ако се покачени, дека има тромбоза. Има многу испитувања кои што треба да се направат за да се докаже една тромбоза. Значи, ако се високи, треба да се направат прво основните тестови на хемостаза кои што ќе се споредат со дедимерите и во кои што ќе видиме дали има можност, значи, за тромбоза или можеби не, се покачени, тогаш од нешто друго. Тогаш бараме од што се покачени.
Значи... Доколку не е бремена, тогаш бараме од што се покачени. Значи, доколку пациентот нема никаква клиничка слика која што може да ни укаже, тогаш ги испраќаме на додатни испитувања да видиме од што се покачени, се случува да најдеме други заболувања за кои што пациентот ја не знае. Дали благото покачување на дедимерите кај пациент кој што нема никакви симптоми и се чувствува добро, се аларм? Не. Не? Еве, тоа е тоа што го објаснував. Не. Не. Значи треба да се Треба да се покачени видно за да бидат аларм. Значи, што е видно покачување? Видно покачување, ако земеме дека максималната граница е 500, вие имате 35 години, тогаш нешто од 1500 веќе треба да се замислиме. Алармантно е над 2. Значи, не треба да има оперативен зафат во скоро време, не треба да имало ништо во скоро време, за да можат, за да се замислиме што е и повторно, викам, да се направат испитувања. Нешто што е покачено 100 или 200 навистина не е за загрижување. Споменавте дека бременоста е период кога се зголемени вредностите на дедимерите. Но колку се зголемени? Значи, во трите триместра се различно зголемени. Бременоста е една посебна состојба. Јас имам обичај да кажам, србите викаат друго стање. Да, сосема е друга состојба на жената. Како се менува, нели се, телото, расте бебето, се менуваат хормоните, се менува и коагулацијата. Значи, таму постои една физиолошка, нормална хиперкоагулабилна состојба кај жената. И таја расте до крајот, значи, за да жената не искрвари на пороче. Сега имаме супер, нели, установи, меѓутоа порано се пораѓале на нива. Значи, крварењето само по себе треба да застане. Сето тоа води кон зголемена количина на фактори и кон зголемена количина на фибрински конци и фибрин, кој што се распаѓа и кој што, нели, заради оној што викам круг на создавање и распаѓање физиолошки, ги зголемува дедимерите. Нема точна граница. Значи, доколку треба да бидат, тоа е секој пат поврзано со состојбата на бебето, со состојбата на постелката, значи со пропратни заболувања. Меѓутоа, можеме да кажеме дека во првиот триместар не се загрижуваме, доколку, пак ќе кажам, доколку времињата на основните времиња на коагулација се нормални. Бидејќи ние имаме основни времиња на коагулација и дедимери. Сами за себе не кажуваат ништо. Че ако ги споредиме, некаде и се е нормално, некаде докај 1500 сметаме дека се нормални. Во вториот триместар некаде докај 2000-2200 сметаме дека се нормални. Во третиот триместар, зависно од 3200-3500 до предпородувањето, сметаме дека се нормални, доколку бременоста е нормална, доколку постелката е нормална, доколку нема лагуни и така натаму. Ова се максималните вредности што ви ги кажувам. Тоа значи дека не сите трудници треба да направат тест за дедимери? Не. Мене ако ме прашате не, мислам дека во некои гајдлајни е ставено, меѓутоа и обстетричарите, гинеколозите кои што се бават со бременостите сметаат исто така, повеќето од нив, дека не треба секоја баш жена, доколку нема од тоа потреба. Што значи? Лична анамнеза, фамилиарна позитивна анамнеза. Доколку немала никакви проблеми предходно, доколку во таа прва, поготово предходна бременост ако имала без никакви проблеми. Нема тромбоемболични атаки никакви. Лично она или во семејството. Тогаш немате потреба, доколку во ред е се, доколку е постелката во ред. Чи постелката може да има лакуни, може да има. Чи пак обстетричарот некој прегледот ќе процени. Прегледот треба да процени дали треба да се направат или не. Не мора, значи, по дефолт секоја трудница да ја пратите на хемостаза и дедимери. А има ли трудници кои што итно треба да се направат овие испитувања? Па има. Пак ќе кажам, обстетричарот треба да оцени. Прво, најитното нешто е кога кај бремената ќе се јават некакви знаци на тромбоза. Значи, нешто со оток црвенило по нозете, тешко дишење во смисол на тромбоемболија и така, или кога гинекологот кој што ја води обстетричарот ќе види промени на постелката.
Тоа е нешто Прибрзо дека старе има лагуни. Има уште една состојба која што е, да кажеме, не е задолжителна, како се вика тоа, опционална, optional, кога крвари. Исто така треба да се проверат и дедимерите, макар да тоа пак повеќе зависи од клиничарот кој што ја проценува состојбата. Така, сега кога зборуваме за испитувањето на дедимерите кај трудниците, дали е најдобро тоа да се направи од венска крв, од капиларна крв? Важно ли е дали трудницата појадувала, во кој дел од денот е најдобро да се испита крвта? Вака, не е важно дали појадувала, доколку не јаде нешто, нели бурек, мрсна храна, која што ќе ја пореметува, како да ви кажам, мрсната храна апсолутно ја пореметува крвта, они не треба да јадат мрсно, затоа што ги пореметува и анализите. Се друго може да јаде, значи нормална исхрана, не е проблем. Дел од денот, исто така нема дел од денот во кој што се подобри или полоши. И ме прашавте од која каква крв? Да. Од венска. Венска крв. Венска крв. Значи со пункција на купителната вена. Брзо се добиваат резултатите? Брзо. Обично за колку време? Па најбрзо што може да се добија се половина час. Ако е многу итно, до 1 час. Секако, во рокот некој си 2 часа, 2,5 часа ние ги добиваме кога сме нормално во амбуланта. Во текот на денот, зависно од тоа колку пациенти има, нели? Ги анализираме резултатите, ги пишувам, да кажеме, моje мислење, дали треба тромбопрофилакса или не, и тоа го испраќаме во мои термини, стига кај матичната во истиот ден до 3 часот. Чести ли се овие испитувања кај трудниците? Чести многу, почести него што треба. Почести него што треба. Зошто е тоа така? Па јас мислам затоа што се исплашија во времето на ковидот. Многу се исплашија трудниците во времето на ковидот и се честија, воопшто за честија кај сите пациенти. Испитувањата на дедимерите. Затоа што дел од гинеколозите ги испраќаат, да кажеме, по дефолт во првиот триместар. За секој случај да се испитаат дедимери. А најчесто знаат и за секој случај да дојдат и самите бремени, исплашени, слушнале, прочитале. Ќе речат, мене не ми го даде докторот овој тест. Ама знаете сега како е со овие социјалните мрежи. Читаат, ќе дојдат збунети. Не е дека сме вратиле, барем јас не враќам никого, пробуваме во ова да им го објаснам, сепак им ја направам анализата, ќе напишем дека е нормален резултатот и така натаму. А што е со жените што имаат чести спонтани абортуси? Советувате ли кај нив да се направи ова испитување на вредностите на дедимерите? Да. Значи, воопшто, вакако, тие што имаат чести абортуси, значи чести, тоа е 2 абортуса и повеќе, спонтани, треба да се направат сите испитувања кои што се во врска со хемостазата. Значи, тука што е хемостаза? Може да појасните? Тука спаѓаат факторите на хемостаза кои што учествуваат во коагулацијата. Во згрчувањето на крвта. Во згрчувањето на крвта. Сите фактори тука се испитуваат. Основната хемостаза се, да кажеме, факторите поделени по групи, а доколку има некаков проблем, потоа еден по еден можеме да ги одредиме. И дедимерите, кои што исто така во овој случај ни се важни, да видиме колку се високи. И морам да ви кажам дека ако има проблем во смисол на некаква хиперкоагулабилна состојба, не викаме хипертромботична, затоа што ќе ги сплашиме, во некаква хиперкоагулабилна состојба, тогаш времињата на хемостазата се намалени. Особено едно од времињата, да не ги збунувам слушателите, гледачите, особено едно од времињата се намалува повеќе него што е физиолошки нормално во бременоста и тогаш и дедимерите се покачуваат и спрема тоа гледаме дали е потребна тромбопрофилакса, значи не е терапија, тромбопрофилакса во текот на бременоста. Значи, и таа е превентивна терапија да не дојде до предвремено зреење на постелката, тоа е основно и нешто што би се случило често, затоа што се тоа многу тенки
крвни садови кои што многу лесно можат да се запушат од фибринските конци и на крајот од криштата да се заштити бремената од тромботични промени, длабоки тромбози, тромбоемболии и така натаму, зависно од тоа како се движат времињата, така оди и тромбопрофилаксата со нискомолекуларен хепарин. Односно, они го викаат клексан, најразлични ги има, тоа е клексан, фраксепарин и така натаму. Кога зборуваме за тромбофилијата и зголемените D-димери, постои ли доказ дека тие влијаат на бременоста, односно на незиното несакано предвремено завршување на спонтан абортус? Па според литературата, едно е, значи ова за кое што зборувавме до сега, друго е тромбофиличната состојба. Сега се повеќе се зборува за тромбофиличните состојби, пак ќе кажам особено после ковидот, значи кај оние кои што имаат почести повеќекратни спонтани абортуси во првиот триместар, тоа значи дека ги испитуваме генетските мутации кај факторите на коагулација и стечените фактори. Ние ги викаме стечени затоа што се променливи. Овие што се генетски, они се непроменливи, значи се генетски наследени, а останатите се стекнати кои што се променливи. Тие се променливи. Променливи се од состојбата на пациентот, променливи се од терапијата која што земаат, променливи се од тромбопрофилаксата и така. Можам да ги набројам најчестите. Значи, прво, генетските може да бидат ние од двајцата родители наследуваме гени. Значи, генетските, едниот ген е од едниот, другиот ген е од другиот родител. Доколку двата гена се мутирани, тоа е хомозиготна мутација. Ако е едниот, тогаш е хетерозиготна мутација. Хетерозиготните мутации се многу побезаслени од хомозиготните. Бидејќи има само еден ген кој што мутира. Едниот ген функционира сепак, колку толку функционира. Се смета дека една хетерозиготна мутација не дава тромбофилична состојба. Тромбофилична состојба, да разјасниме, состојба кај пациентот која што дава предиспозиција за создавање на тромбоемболични атаки. Многу повеќе него, нели, кај останатите индивидуи. Ваква тромбофилична состојба, викам, кога е хетерозиготна, ние викаме и зависи од тоа која е хетерозиготна, дека не спаѓа во тромбофилични и не е опасна. Меѓутоа, според литературата, три хетерозиготни веќе се тромбофилија. Потоа имате хомозиготна. Ако, например, имате хетерозиготна една која што создава повеќе фибрин, а имате хомозиготна која што тој не го разлага, тогаш имате тромбофилична состојба. Имате еден од стечените, кој што е АТ3, например, кој што е апсолутно тромбофилична состојба и кој што бара доживотна терапија. Значи, многу зависи кој од факторите, не би ги набројувала, само ќе се збунат, кој од факторите е мутиран. Значи, од генетските, дали е хетеро или хомозиготен, и кој од стечените и колку е, да кажеме, променет. Сето тоа заедно доведува до пратење на бременоста и пратење на индивидуата понатаму во животот, доколку откриеме. Значи, оние жени кои што планираат да забременат, а имаат во семејството историја на тромбофилија, треба да се јават на време. Сите кои што имаат чести инфаркти, значи доаѓаат и викаат: татко ми умре од инфаркт, дедо ми умре од инфаркт. Дури некогаш и не е докажано сето тоа, но болестите од кои што починале укажуваат. Удари, тромбоемболии, самата пациентка имала тромбоза и така натаму, сите тие треба да си ги направат овие фактори за тромбофилија. Се работат во нашата установа, се зима венска крв, готови се за некој 10 дена и понатаму, значи ги следиме и се договараме за тромбопрофилакса најчесто пред почетокот на бременоста. Пред да преминеме на тромбопрофилаксата и на терапијата која што се препорачува кај трудниците кои што имаат зголемени D-димери, но и нарушување на уште некој фактор во крвта, ќе ги разгледаме најчестите митови поврзани со оваа состојба. Значи, што е точно, а што не точно, ќе ни појасни професорката. Започуваме веднаш. Секое зголемување на D-димерите во бременоста е опасно. Ова веќе вие мислам дека делумно го разјаснивте. Зависно од тоа колку е зголемена. Ако ја пратите,
ако ја пратиме бремената, веќе ако ја пратиме, ако се зголемат дедимерите некаде, како да ви кажем, биле нормални, 1200-300, одеднаш станале 3,5. Тогаш да. Инаку, ако се во оние граници кои што претходно ги дискутиравме, нормално е да бидат зголемени, значи физиолошка зголемувањето на дедимерите е физиолошко во текот на бременост. Така ги појаснивте. Физиолошка хиперкоагулабилна состојба има во текот на бременост. Следната дилема вели: прекомерниот одмор или седење може да доведе до зголемени дедимери кај бремените жени. Има ли вистина во ова? Не. Не? Значи, прекомерниот одмор не. Прекомерниот одмор е препорачан секако од крајот на вториот триместар и натаму. Долгото седење. Долго седење, да, возење во авион, долго време по 30 часа, може да доведе дури кај луѓето кои што не се бремени индивидуи, а кај бремените повеќе, доколку тоа е еден тригер фактор. Значи, затоа што овдека сепак тежи плодот и овие крвни садови кои што се во нозете, крвта во нив стои. Ако стои и не се движи, тогаш може, но не мора да доведе до некаква тромботична промена. Затоа и се препорачува да на секои 2 часа се прошета низ авионот и повторно да си седне така малце нозете да ги спружи. Затоа има такви посебни места за трудниците. Меѓутоа, апсолутно дека може да доведе не. Добро, следното. Вистина или заблуда? Физичка активност непосредно пред тестирање може да влие врз резултатите. Значи, физичка активност некој вежба или пак некој трча да дојде на терминот за да го направи испитувањето? Не, таква не. Не? Физичка активност во смисол на теретана, каде што имате екстремна физичка активност. Физичка активност во смисол на фудбалски надпревар, да нема некоја изузетно, и тогаш секогаш не. Но ако чистиме по дома, тоа не се смета за напор на физичка активност. Не мора да одмараме на таков начин. Не. Пред испитување на дедимерите, но во секој случај, професорке, понекогаш може се добијат лажно позитивни наоди од ова сега што го појаснивте. Може. Значи лажно позитивни, а всушност се да е во ред. Може. Може да има лажно позитивни. Затоа викам, сами по себе не кажуваат ништо. За мене не кажуваат ништо. Без хемостазата, факторите на коагулацијата кои што се во основната хемостаза, не ми кажуваат ништо. Дури треба да се многу енормно зголемени, што е изузетно ретко, хемостазата да е нормална, па дури во таков еден случај, да кажеме, чеке се може, ништо се случува, да видиме па дали има клинички знаци. Од друга страна, ако нема клинички знаци за тромбоза или тромбоемболија на плуќа, тогаш да почнеме да испитуваме други некои работи и сме имале случај во кои што може да се најдат, хајде сега, абцеси, карцином, на време да се открие. Значи, со зголемени дедимери, а другите да се нормални. Меѓутоа, тие не се погрешни. Аха, тука веќе не зборуваме за лажно позитивни. Не се лажно позитивни. А лажно позитивни, да, значи ги откриваме со тоа што немаме никаква клиничка слика кај пациентот, дедимерите се многу високи и викаме стој. Ајде сега ќе ги повториме. Значи може да се добијат лажно позитивни дури при боцкањето. Ако боцкањето не е како што треба, ако вената не е погодена веднаш, ако многу се чепкало, ако стоела долго крвта, различни, ако не била и проветката како што треба, ние имаме вакутајнери кои што влечат, ако помалку или повеќе од крвта е земено, може да се добие. Не викаме не, меѓутоа затоа викаме го повикуваме пациентот, од секој пациент имаме број, да дојде, повторно се зема крв и вториот примерок го гледаме каков е. Доколку и вториот примерок е веќе висок, тој е друг муабет. Антикоагулантите автоматски ги нормализираат вредностите на дедимерите. Сега доаѓаме до третманот. Антикоагуланти се всушност лековите кои што разредуваат крвта. Доколку некој има зголемени дедимери, дали со аплицирање ваква терапија ќе дојде до нормализирање на состојбата? Ќе се намалат. Ама причината ќе остане. Не е идејата да ги намалиме. Со тоа што сме ги намалиле, не сме ја откриле
правата причина, сме ја замачкале сликата кај пациентот. Че треба да се открие причината. Јас не викам дека не треба да има тромбопрофилакса кога има високи дедимери. Значи ќе дадеме тромбопрофилакса, пак ќе кажам во согласност со хемостазата, не само дедимерите. Значи доколку нашите анализи укажуваат на тоа дека може да настане некаква тромботична промена, тогаш ние ќе дадеме тромбопрофилакса. Меѓутоа, секако ќе го упатиме пациентот на мноштво испитувања, значи секаде, за да се видат зошто се покачени. Антикоагулансите не ги лекуваат дедимерите. Ајде така да кажеме. Так, ќе ги намалат. Меѓутоа, нема проблемот не е решен. Мора основната причина да ја знаете. Или постоперативно да кажеме кога имате наедноставно вештачки колк. Они се 3000, 3500, 4500 и се намалуваат постепено. Ќе стигнат негде до 1300 и 500, ама ние знаеме причината. Ќе престане да се даваат антикоагуланси, ќе се качат. Да, ама знаеме причината. Доколку не се намалува, доколку се високи, се бара причина, па ќе се најде. Нели, дека има инфекција, дека има, не знам, штрафот се откачил и така натаму. Да не зборувам за други заболувања. Нема ништо, се осеќа здрав, а дедимерите се многу високи. 6000, 7000. Тогаш веќе ги испраќаме на сите можни испитувања за да се најде причината. И се наоѓа. Во 90% од случаите се наоѓа за среќа на пациентот причина. Што ако не се најде, тогаш антикоагулантната терапија само би била решение? Антикоагулантната, мора да се најде причината. Антикоагулантната терапија не е решение. Така. Не е решение. Ќе ги вклучиме гледачите со нивни прашања, сигурно имаат бројни дилеми поврзани со оваа тема. Почитувани, телефонскиот број е испишан на екранот, а вие можете да се јавите на овој број и да поставите прашање во програма. Професорке, што е со трудниците? Дали и кај нив зголемените вредности на дедимери треба да се коригираат со антикоагулантна терапија? Бидејќи често знаеме да слушнеме дека жените се на ниско молекуларен хепарин. Тоа е тромбопрофилакса. Тоа е тромбопрофилакса. Тромбопрофилакса не е терапија. Зависно од тоа, значи какви се времењата, дали е хиперкоагулабилна состојбата. Значи мора да се направат дополнителни испитувања. Значи не може дедимерите сами за себе не кажуваат ништо. Значи гледаме каква е состојбата со постелката. Значи обстетричкиот наод прво гинеколошкиот, што гинеколошкиот го гледаме. Го гледам гинеколошкиот, дали има лакуни, дали има некакво крварење зад постелката, во постелката, дали е постелката презрела, значи предвремено созреана за гестацијската недела, дали плодот, плодовата вода одговараат. Значи и ги гледаме нашите анализи. Доколку и нашите анализи укажуваат на една хиперкоагулабилна состојба, тогаш почнуваме со тромбопрофилакса. Најчесто со најниската доза, за да ја нормализираме, значи оваа состојба која што пишуваме хиперкоагулабилна состојба. Со активирана секундарна фибринолиза во заграда дедимери толку и толку зголемени. Значи, сето тоа треба да се изнормализира во некакви физиолошки рамки, за да не созрее постелката пред време и, како што кажав, во однос на бремената жена, која што треба да се заштити од тромбоемболични атаки, најразлични, кои што постојат. Ќе ме прашате колку? Да, колку долго, но ќе ве прашам колку долго веднаш од како ќе го вклучиме гледачот, да. Ќе му дадеме предност, Ајде. А потоа ќе продолжиме бидејќи имам низа под прашања поврзани со сето ова. Добар ден. Здраво. Повелете, во програма сте? Да, вака поздрав до вас и докторката. Сакам да прашам, јас имам тромбофилија, хетерозиготни и хомозиготни промени. И имав 2 спонтани абортуси, па бременост и сега после бременост се испитав дедимери. Па се прашам дали треба да направам и некои дополнителни испитувања или при средна бременост тогаш да направам, не знам како има потреба. Така, да немате професорки уште некои прашања? Колку време има поминато од породувањето? 10 месеци. Не треба да правите додатни испитувања, не треба да правите дедимери. Значи, пред следната бременост, значи, доколку ви е планирана бременоста, не е лошо да си направите хемостаза и дедимери, основни тестови на хемостазата и дедимерите
се надевам дека ќе бидат нормални. Во принцип, во ваква една ситуација, значи, чекаме да започне бременоста и ги пратиме дедимерите и основните тестови на хемостазата до моментот додека има потреба, кога ќе заклучиме дека има потреба за тромбопрофилакса. Обично, ако сте имале претходно вакви состојби како што ги насачивте, и во следната бременост ќе треба најверојатно да бидете на тромбопрофилакса. Кога зборуваме за тромбопрофилакса, тоа е, како што објаснивте, нискомолекуларен хепарин. Обично најмала вредност кажавте дека давате? Да. Така, имаме двајца гледачи. Добро, ќе Кај само... бремените е тромбопрофилакса, само да разјаснам, нискомолекуларниот хепарин, кај оние што не се, затоа што е најсигурно и не штети на плодот. Инаку имате мноштво на препарати кои што се антикоагулантни лекови. Пред да ги вклучиме гледачите, колку долго трудницата може да ја прима оваа терапија? Во текот на целата бременост, Не е тоа ризик за породувањето? Не, доколку се не е разреди ризик, крвта? дури сигурно можам да кажам од гинеколозите кои што правеле царски рез итен кај бремени, кај кој што не можело да се прекине давањето на нискомолекуларен, кој што е 12 часа претходно препорачано, значи дека нема некои енормни крварења кои што би го загрозиле животот на трудницата или на бебето. А по породувањето треба да се продолжи со терапија? Да, по породувањето има препорака, даваме стално да се продолжи 8 часа после породувањето, зависно од тоа дали е царски рез или е обично или е нормално породување, со тоа што треба да се провери, недела дена после тоа треба да почне со проверување на хемостазата и дедимерите, се додека не се нормализираат, ќе биде на нискомолекуларен, бидејќи доењето е тука, не би требало да се зимаат други антикоагулантни лекови, че се додека не се нормализира или во случаи каде што имаме лично, значи минато кое што е поврзано со тромботични атаки, пишуваме до 45 дена да прима тромбопрофилакса заради лошо тромботично минато. Така. Сега ќе им дадеме можност гледачите да ги постават своите прашања. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав во студијето и до докторката и до вас. Ви благодарам. Имам едно прашање за докторката, ако може. Секако. Молам, јас пред сум оперирана од бутната коска, скршена ми беше, имам штрафи и ова. И скршена ми е и има високи многу дедимери. На возраст сум од 70 години. Така. И примав антикоагулантна терапија и дома, и во болница и дома продолжив. И последното од дедимерите ми се 736. Во извештајот за лабораторискиот пишува дека е до највисока граница до 500, а докторката матичната ми рече дека е во нормала и дека не треба да примам повеќе апчиња. Дали е потребно понатаму да продолжам или стварно е во граници за нормалата? Така, ве загрижува дека малку е над референтната горна вредност, но тука и возраста игра некаква улога, предпоставам. Колку години рековте дека имате? 70 и? Мислам дека рече 70 години. Да, 70. 70. Значи, ако ме пратевте во излагањето, кажав дека, например, оној кој што има 70 години, 700 се нормални. Некако, ако земете апроксимативно, годините се множат по 10 за да ја добиете нормалната граница на дедимерите. Што значи дека кај вас се нормални. Така, уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Дали е следниот гледач се уште на линија? Ало? Добар ден, повелете, во програма сте. Јас имам, ако дозволите, две прашања за докторката. Прво, за антикоагулантната терапија. Вие сега се задржавте повеќе за трудниците, меѓутоа и антикоагулантната терапија. Така, во продолжение ќе проговориме и за тоа, но и ве повелете, поставете го прашањето. Јас сакам да прашам, кардиолозите даваат за атриална фибрилација веднаш антикоагулантна терапија ксарелто. Така. Јас го примам ксарелтото и ми вика дека никакви прегледи не треба да се прават на трансфузија. Јас до сега не сум направила прегледи
освен нешто на 3 години, понекогаш нешто на вообичните лаборатории. Дали треба да се прават прегледи кога се зима ксарелто, да не биде тоа така на памет. Тие хемостази или не знам што, димерите ми биле во ред секогаш, мислам, кога сум прегледала. Добро, значи ова е првото прашање. Кој е вашето второ прашање? Прашање се однесува на мојот сопруг. Он имаше операција пред 12 години, имаше големи дедимери на фемур скршеница и тогаш за тогаш. Меѓутоа, дали после треба да се прегледуваат некои хемостази, оние на антиагрегатна терапија, оваа што ја викате агрегациона аспирин, и дали треба некои хемостази или нешто повремено да се проверат. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Две убави прашања добивме од гледачката, повелете. На првото прашање ќе ви одговорам дека ксарелтото нема потреба, кога веќе подолго време го зимате, колку што разбрав, сега нема потреба да го испитувате. Правилото е дека тие се викаат доакси, значи директни орални антикоагуланси, за кои што нема потреба да се испитуваат доколку не се појават крварења. Во почетокот на терапијата, значи, кога се почнува со терапијата, тогаш може да се одредат, имаме ние анализи со кои што можеме да одредиме дали делува или не делува. Значи, дали има тераписки ефект или нема тераписки ефект. Меѓутоа, доколку го пиете подолго време, тогаш немате потреба да го проверувате. Правилото е, освен ако нема некои крваречки атаки. На второто прашање ќе ви одговорам, одамна била повредата. Не знам дали вашиот сопруг се уште пие антиагрегантна терапија. Антиагрегантната терапија обично за скршеница е аспирин подолго време. Исто, доколку има крварења, имаме анализи со кои што можеме тоа да го испитаме. Доколку не, аспиринот си го пие, предпоставувам, од 100 мг дневно. Така. А што е со препаратите кои што се на природна база и кои што доведуваат до разредување на крвта? Дали тие би можеле да бидат соодветно решение кај одредени пациенти? Доколку има патологија, не. Не може. Може како додатоци на исхрана да бидат превенција, нели, кај луѓе кои што немаат патолошки состојби, затоа што, да кажеме, еве, кога сме веќе до агрегациите, има пациенти кои што имаат пореметена функција на тромбоцити, тоа си е диагноза, значи, и доколку зимаат вакви суплементи, може да почнат да крварат. Значи, тие се добри да во секојдневието кај здрави пациенти кои што немаат никаква патологија, меѓутоа не можат да ги заменат антикоагулантните лекови. Колку време може да се примаат антикоагулантни лекови и како се спречуваат несаканите ефекти од нив? Зависно од состојбата, значи како што беше прашањето за атриална фибрилација, доживотно се примаат антикоагулантните, за кршеници кои што се постоперативни состојби и така натаму се примаат додека не се стабилизира состојбата, најчесто, да кажеме, тоа е месец до 3 месеци максимум, најчесто 45 дена е антикоагулантната терапија. Пак викам, зависно од состојбата. Кажете ми рековте како може да се спречат, се извинувам. Да, несаканите ефекти. Некогаш се јавуваат нели крварења? Да, несаканите ефекти се спречуваат со антидот. Значи се дава. Секако треба прво да се провери дали крварењето е од антикоагулантниот лек, затоа што може да биде од било што друго крварењето кое што се појавило. Најчесто се тоа абдоминални крварења или крварење од нос и така натаму. Значи прво ќе треба да провериме сите овие што ги кажав анализи кои што ги имаме, различни се за сите анализите се различни. Поедина анализа е за секој од антикоагулантните лекови. Ние имаме. Ќе провериме према тоа што пие и ќе кажеме да, дозата е преголема и од тоа крвари и треба да се интервенира понатаму или не, во границите
очекувани е тераписки и не крвари од ова, треба да се бара причината. Кај лицата кои што биле утврдени зголемени вредности на D-димери, но и нарушување на некои од другите фактори, колку често треба да се прават контролни анализи? Зависно од тоа кои фактори се нарушени. Реков, имате фактори кои што доживотно бараат, еве, како што е, пак ќе кажам, АТ3, затоа што е тоа еден од ретките кој што е еден фактор нарушен, а бара доживотна терапија. Најчесто се открива или после операција, или после поредување, или се јавуваат во рана возраст необјасниви тромбози. Тромбофлебити и така, кај млади луѓе под 30 години. Кога ќе се открие, тогаш одат на доживотна хронична терапија. Значи, и имаме оние кои што пациенти кај кои што имаме тромбофилична состојба, меѓутоа не е толку со таков интензитет и тогаш се употребуваат само при состојби кои што може да доведат до тромбоза. Оперативни потреба од оперативни зафати, сообраќајна несреќа, пад, кршеница, бременост и така натаму, и тие се привремени додека се стабилизира состојбата на пациентот. Значи, на крај да заклучиме дека не секое покачување на D-димерите представува опасност ниту за бременоста, ниту пак за лицата кои што било која друга состојба, поради која било причина биле испратени да се направи вакво испитување. Да кажеме, длабока венска тромбоза, зависи каде е, зависи колкава е. Може да оди 3 месеци, може да оди 6 месеци, може да биде година. Тромбоемболија на плуќа, исто зависи колку е голема. Какви се резултатите кај пациентот, се прават контролни резултати и чекаме да се реканализира. Откако ќе се реканализира, значи ќе се изгуби тромботи, ќе биде протокот добар, тогаш може да се прекине со терапијата. Еве имаме простор за уште едно прашање од гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав и до вас и до докторката. Благодарам. Може ли да ни кажете онколошките пациенти, дали е нормално и кај нив да се качуваат D-димерите? Така, добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Благодарам. Пријатно. Пријатно. Како изгледа кај онколошките пациенти? Споменавте некогаш D-димерите може да бидат причина, зголемените D-димери без други симптоми, пациентот да го испратите на таков тип истражување. Значи, зголемените D-димери понекогаш го спасуваат животот кај пациентите кои што имаат карцином, значи кои што е неоткриен и во рана фаза. Секако карциномите имаат распад на клетки, имаат зголемена фибринолиза, значи и даваат зголемени D-димери, зависно од стадиумот во кој што се наоѓаат. Ние даваме тромбопрофилакса кога се многу високи D-димерите, чисто тромбопрофилаксат за да се заштити пациентот да не добие тромботична атака, меѓутоа тоа не е лек. Тоа е тромбопрофилакса во одреден период и во тој случај се пишува дека D-димерите се покачени како резултат на основното заболување. Да, кај карциномите се покачени. Многу? Многу. И сосема на крајот на днешното издание на Телма Амбуланта една порака до трудниците кои што имаат потреба да примаат профилакса по текот на бременоста и се исплашени поради тоа. Дали овие чекори со заштитни лекови може да ја спасат бременоста? Да, апсолутно да. Апсолутно да. Еве, јас би ви кажала само еден пример. На бремена која што имала предходно неколку спонтани абортуси, имаше тромбофилична состојба, нема да ја коментирам. На крајот од криштата имаше и АТ3 и Лајден. Тие се две така по интензивни состојби кои што даваат тромбофилија и во текот на бременоста ја пратевме, беше на тромбопрофилакса, високи дози на нискомолекуларен хепарин и во еден момент кој што не беше блиску до датумот за раѓање,
Значи предвремено породување почнаа вредностите многу да паѓаат, а дедимерите да се качуваат. Ја пратевме скоро на 3-4 дена и рековме ова. Нормално секој пат со гинеколозите од патолошка бременост се консултираме дека нешто се случува. Нешто што е итно и што мора веднаш да се превземе и да се види што е, ја примија на патолошка бременост, ја пратеа 24 часа, се породи, затоа што се сменија во 24 часа и тоновите на бебето и излезе дека има тромбоза во должината на умбиликусот, на папчаната вртца. Али тромбозата, она била, се создавала постојано, ма се создавала по должината и сепак има проток. И затоа кај нас вредностите покажуваат изразита хипертромботична состојба, а да кажеме гинеколошки бебето е окей, жената е добра, повеќе или помалку, значи во оној момент кога ние алармираме, за да нели во 24 часа се реши. Така да, апсолутно, да, имаме многу трудници кои што имале предходно, да кажем, абортуси и проблеми, а кои што си најнормално во текот на бременоста примаат клексани или фраксепарин, си го носат до крај, се раѓа здраво бебенце. Што е најважно. Да, има и повеќе бременности такви, во една сосема, да кажеме, нормална состојба. Да, многу може да помогнат. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта и за убавите појаснувања поврзани со оваа сложена состојба. И јас ви благодарам на вас, се надевам на гледачите успев да им појаснам на наједноставниот можен начин и дека им е појасно барем малку што се случува со дедимерите и дека они не се сами за себе. Сами за себе не значат. Не значат, за нас не значат. Ништо ни не се значајни сами за себе, значи треба едно мноштво од испитувања за да се докаже. Во склоп со еден куп други параметри. И во склоп со други колеги, нели, конзилијарно. Така. Ви благодарам и на вас многу на поканата. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта. Ви благодарам и вам за вниманието со кое што наследевте и ви посакувам пријатен ден.